Градоначалничка, јас сакам да ве прашам колку чини годинешново украсување, дали сумата е повисока во однос на лани, зошто е тоа така, ако е така и дали еве оваа новогодишна атмосфера евентуално ќе влие да се зголеми бројот на туристи во градот? Настапот не се плаќа од буџетски пари, настапот е покриен од генерален спонзор, така што да речам од таа сфера нема јавни пари во тој сегмент. Вкупното украсување на градот Скопје годинава изнесува околу 230.000 евра, сума која што години назад некаде е приближно иста. Новината во целокупната работа е што годинава, како што можете да видите, имаме сериозно поголем број на улици покриено и затоа може би за една блага нијанса е поскапо од минатите години. Така што самиот Винтерленд кошта 5 милиони денари и е нешто што до сега, да речам, го немало, е сличен на манифестации кои што градот традиционално години назад ги поддржува, како Виноскоп, како Пиволенд, и сме трошеле иста сума на пари, така што некои, да речам, моменти кои што не до крај целосно беа добро изнесени во јавноста, еве прилика и конечно да ги соопштиме. Украсувањето на градот, односно новата година, град Скопје го чини 230.000 евра, цена која што ја плаќаме години назад од прилика. Што од тие пари, дали се што докупуваат ностоп нови украси или се користат истите па доста ресикуваат? Па не е тоа производ што е, да речам, производ кој што се одржува лесно, нити е производ кој што е долготраен. Така што тие се украсите кои што мора да ги обновите. Ние како град ги цртаме, да речем, улиците и бараме нивна покриеност со новогодишни украси и распишуваме за тоа јавна набавка. Годинава тоа беше спроведено, чинам, некаде околу септември месец како постапка, октомври веќе беше завршено и се знаеше целокупниот концепт. Покрај Парни ваљак имаме и дел од домашни звезди, после Парни ваљак ќе имаме диџеј и пред Парни ваљак, како увертира, ќе имаме една атрактивна група од Косово.